Финиот пиар на владата дека нема да има промена на сметките за струја годинава пукна како балон со првите јануарски сметки кои ги добиваат граѓаните. Наместо поевтини листи износи како што ветуваше премиерот и министрите, новите сметки се повисоки за дури 500 до 1000 денари. Сметките се баснословни пред се поради воведувањето на блок тарифите. Дел од граѓаните кои пак се уште не ја добиле сметката, не ни очекуваат дека ќе има поевтинување. Ја мислам дека се поскапени малку. Очекував дека ќе бидат поевтини, ама не знам зашто е вака. Верувам ништо на тие таму што го одредуваат тоа, така да не верувам дека ќе се навали. Не ја читат тарифата. Така, сега овој месец ми дошло од прилика, така. Поскапо или поевтино ви доаѓа? Сега поскапо. Ева тука живеам, стига на нормални сметки. Се жалиме во Евана, никому ништо. Тука плати по жали се и ништо да презимаат. Пред новата година власта тврдеше дека кај 99% населението ќе имало намалување на сумите, што во реалноста се покажа како грешка. Јануарските сметки се повисоки бидејќи вклучуваат поскапо ДДВ за 5% од претходниот месец, но и поради воведувањето на 4 блока за наплата. Студеното време ги натера граѓаните да трошат повеќе, со што повеќето влегува во поскапите 3 и 4 блок, но и покрај високите сметки. Владата не планира да го врати ДДВ-то назад, и пресметале дека по 1 јули дополнително ќе се намалеле сметките. Владата насочена на мерки кои ќе им се излезе по пресет на граѓаните, а една од таквите мерки може да биде и ова, за да се продолжи ДДВ-то за електрична енергија на 10%, имајќи во предвид дека најверојатно од 1 јули, согласно производството на ЕСМ, согласно движењата на цените и во берзите и подготовката на државата. Пиарот на владата тврди дека енергетскиот систем е стабилен. Директорот на Агенцијата за енергетика Дарио Николовски за успех посочи тоа што успеале да го поправат третиот блок на рек Битола, кој само што проработе се расипа и не функционираше 20 на дена. ЕСМ речиси секојдневно пак објавува дека домашното производство е на рекордно ниво, а сепак се случи да повлечеме струја од европската мрежа. Објаснувањето за ова беше дека се случило за да биде системот стабилен, оти температурите биле многу ниски.